Ако не го убиеме смогот, тој ќе не убие нас. Со оваа парола стотина скопјани, а меѓу нив и најмалите, денеска преку мирен протест бараат чист воздух за дишење. Имаат предлози како тоа да го направат, но велат власта мора итно да реагира, а не само да кажува празни ветувања. Ситуацијата е алармантна и поскитно треба да се превземат сериозни мерки, да се редуцира возењето на коли, да се организира јавен транспорт, да се подобри јавниот транспорт, така да луѓето да можат да се движат без да запалат кола. Според детската амбасада меѓаш и загадувањето ги полни болниците. Велат секое второ дете е болно. Забележувате дека во детска болница полна е, се отварат дополнителни одделенија. Значи, секое второ дете е погодено од тајра загадувањето, имаме високи концентрации на PM10 во воздухот, а со тоа се директно се делува на респираторните органи на децата кои се во развој и кои се подложни на последици директни по нивното здравје. И до своите сограѓани кои на социјалните мрежи беа гласни, а денеска решија да останат во своите домови. Па се запрепасуваме зашто нема никој толку мал одзив за луѓе не им смета ово загадување, јас стварно не ги разбирам. Во пресрет на протестите владата донесе решение за сет на итни мерки кои стапија на сила, но мерките согласно усвоената уредба ќе се применуваат кога концентрацијата на PM10 частичките во текот на 2 последователни дена ќе достигне на 200 микрограми измерени на најмалку 2 мерни станици. Мерките следуваат откако локалната извршната власт се соочија со жестоки критики од граѓаните. Нов протест во вид на бојкот на наставата е закажан веќе за среда и оваа иницијатива има поддршка на социјалните мрежи, а градоначалникот ја оквалификува како политички мотивирана. Предвремен распуст од Министерството за образование и наука не исклучуваат како опција, доколку е потребно, објавија утрово факултети МК. Изминативе неколку дена Скопје беше светски првак по загаденост на воздухот, но поради ветрот и дождот од синоќа скопјани може да дишат почист воздух. Штетните PM10 частички во воздухот значително се намалија.